Со голема жалост ја добивме оваа трагична вест за губењето на околу 20 наши граѓани, односно жителите кои што се повеќе населени места со албанци во општина Газибаба, со посебен акцент имаме населеното место на Сингелич, односно како што македонците милуваат да го наречат населба Сингелич. Во овој ден немам намера да лоцирам виновност за еден таков немил настан што се случи, поради фактот што станува збор за една голема трагедија која што е поврзана со губење на човечки животи, и тие луѓе нема да бидат меѓу нас повеќе. Значи, денес наистина ми е многу тешко да говорам, поради фактот што сакам да бидам заедно, да споделам болката со нашите граѓани, со семејствата кои што ги претрпеа големи штети и жртви меѓу нив. Како избраници од народот и ние како советска група денеска значи нема да говорам, но ќе напоменам дека и со нашите амандмани, од 80 амандмани баравме канализација, атмосферска канализација во тие делови и така натаму. Јас сум убеден дека прашањата кои што се поврзани со материјалните штети се многу повисоки, но сепак тоа не може да се компензира и да се спореди со човечките жртви. Но како и да е, денеска ќе се воздржам и воедно изразувам големо сочувство на семејствата и од оваа ситуација да даде Господ да не се повтори никогаш во иднина. Треба да научиме како треба да делуваме и действуваме, и не треба да гледаме ниту од призмата од националниот аспект, ниту од религиозниот аспект. Сите луѓе треба да бидат еднакви во оваа држава. Поради таа причина уште еднаш изразувам големо сочувство и најавувам дека наскоро ќе предложиме нова точка од дневниот ред, како посебна точка, каде што ќе дискутираме за тоа што и повеќе пати напоменато тоа што и јас сум со контакт. Имаме многу луѓе кои што се исчезнати и не се знае нивната судбина. И поради таа причина е многу рано да се говори околу тие прашања, затоа што мислам дека бројката ќе биде и поголема.